мерките не се добри. Мерките се популистички. Мерките не се добри. Да. Не се... Па најчесто Има популистички мерки кои што се добри. Ама има популистички мерки, најчесто популистичките мерки се лоши. Да. Да, бидејќи се Она што го сака народот и е за моментално задоволство на општата јавност. Ону 100 дена немаше никаков проект. Ону 100 дена немаше никаков. Не, ону 100 дена не направи ништо. У 100 дена имаше 100 скандали. И он мораше да направи некој популизам као шатро нешто, еве оп. Ај, есенска кошница. Пуште го видеото. Прашање, ако може во врска со ова или со замрзнувањето на цените, ако веќе кажавте не и вашиот став беше категоричен дека не поддржувате ограничување на маржите, иако се практикува мерката во регионот, кое е она поефективно решение кое го понудивте? Бидејќи неопходно беше, притисокот од граѓаните е голем, цените се високи и во меѓувреме, додека се чека стапувањето на сила на законот за нефер трговски практики, што предложивте вие? Видете, и тоа е многу дискутабилно, еве велиме цените се многу високи. При услови на инфлација од 2,5-3%. Кога има толкава инфлација, значи не може цените да пораснали да се толку високи. Суштината е кои цени се високи, да ги поанализирам. Каде е најголемиот проблем? Цените на зелените пазари. И во овој момент граѓаните кога работат и кога подготвуваат зимници, тука е најголемиот ефект. Тука е проблемот. Сега да се прашаме, јас тоа би го врзала со нешто друго, затоа ова е комплексно прашање. Не се решава само со замрзнување на цени во еден месец и носење на одлука на влада. Како стигнавме до толку високи цени на земјоделските производи? И во Македонија, се помалку произведуваме. Првиот проблем е тој. Колку субвенции трошиме? Колку истрошија? Ете така. Значи, токму од таа причина, значи треба да се направат анализи и мислам дека Министерството за земјоделие веќе е во процедура за измена на методологиите како се распределуваат и тие субвенции, затоа што трошиме ненормално многу средства за нешто што очигледно не дава ефект, цените и понатаму растат и кај нас проблемот се земјоделските производи. За жал, од година во година се помало производство на земјоделски производи и се поголем увоз. Па губи. Да. Она губи, Мицко. Да. Бидејќи точно е тоа дека со популистички мерки, со одлука на влада и со намалување на маржи на 10, со ограничување на маржи на 10%, не се решава проблем, напротив се продлабочува проблемот. Апсолутно. Значи точно е тоа. Не знам. Точно е. Мислам, не знам како што да додадам. Точно е. Не се проблемот не се решава. Само носиш популистичка мерка која што ствара дополнителен проблем за следната година. Значи ти проблемот што можеш да го решиш годинава за до нова година, се ти го префрлаш за следната година и следната година ќе ти биде цела година ќе ти биде проблематична. Точно е. Ама Мицко ако знае економија би било некоја друга, би бил бизнисмен. Напротив, он не знае економија, он знае друго. Шлап. Види, ја би сакал да... Никос, фала ти што го финансираш Инфомакс за еспресо. Пошто денеска ни е изфинансирано еспресото, да ми пуштите умала шолја до горе. Може и за мене. Да. Сега, што е поентата? Зашто сакав да го потенцирам ова видео и го оставив за крај? Значи, што вели министерката? Секоја година се зголемува бројот на, односно сумата на субвенции кои што ја одвојува државата за земјоделието. Секоја година имаме се помалку производство. Тоа ние сме го збореле туку во емисија, мислам дека и пред година дена и пред година и пол, многу пати сме се навраќале на ова прашање. Проблемот е ефектот на субвенциите. Односно, зошто субвенциите кои што се во милиони евра, кои што ги одвојуваат државата за македонското земјоделие, не го зголемија производството, не го зголемија квалитетот, не донесоа нова механизација, нови начини на обработка
на земјата, нова технологија во земјоделието, кој што ќе носи поголеми приноси со помалку работа и така натаму и така натаму. Значи, тука мислам дека се допре до суштината на проблемот. Пак ќе кажам, тоа што го кажа околу популизмот е важно, затоа што се поврзува со оваа тема. Никола Груевски, мислам дека владата на Никола Груевски беше прва кој што ги воведе субвенциите. Со субвенциите продолжи и СДСМ и ги зголеми. Но тие зголемени субвенции не донесоа зголемено производство на земјоделски производи. Напротив, од година во година имаме се помало производство. Што значи дека популизмот на давање на пари и дотации од државата за секоја можна категорија на граѓани, без гледање на сериозни ефекти за секој денар кој што е вложен, во суштина ја уништува и економијата, и државата, и перспективата на граѓаните во оваа држава. Никос, фала ти на донацијата. Мега Електро, ти благодарам што стана Инфомакс, член на Инфомакс каналот, Инфомакс суперфан. Овдека имаше една добра идеја, само да ја најдам да видам. Чек да видам кој ми ја пушти. Ипарт вели, Андро само, доека најдеш. Андро вели, Ипарт ЕУ ни плесна милиарда евра, па ние на Козар, на Кјори сега, значи, ние не ги користиме ни приближно фондовите од Ипарт. Зелените фондови за земјоделие. Па дај. Мечка направи клипче како се работуваат и пуште го на секоја емисија за почеток да нема коментари секоја емисија. Важи, може. Да, еве имаше и друго, кој не плачал. Миле Паника, Милош те прашува кај идеш на фризер. Фуфо. Бербер Фуфо. Кисела вода, Драчево, кој знае, знае. Значи, мерките не се добри. Мерките се популистички. Мерките не се добри. Да. Па најчесто има популистички мерки кои што се добри. Ама има популистички мерки, најчесто популистичките мерки се лоши. Да. Да, бидејќи се она што го сака народот и е за моментално задоволство на општата јавност. Ону 100 дена немаше никаков проект. Ону 100 дена немаше никаков. Не, ону 100 дена не направи ништо. 100 дена имаше 100 скандали. И он мораше да направи некој популизам као шатро нешто, еве оп. Есенска кошница. Ете тоа. И тоа е лош проект кој што ќе не кошта у наредни 6 до 10 месеци, ќе имаме проблем после. Да. Види, да ти врати и парите кос. Економијата е многу, што сега не се свига. Добра ми е фризурата, не, кажи. Инаку, Лавче вика причината за тоа е миграцијата село град, од тука се намалуваат и луѓето кои би сакале да се занимаваат со земјоделство. Значи министерката не спомна конкретна статистика, но ајде да анализираме. Не мислам дека е за толку намален бројот на земјоделци во Македонија, напротив мислам дека имаме можеби и некој пораст во бројот на земјоделци. Проблемот е што нема пораст во производството, односно оние кои што произведуваат земјоделски производи со субвенциите од државата кои што ги добиваат, односно државната помош, би требало да бидат и поконкурентни и поголема заработувачка да добијат, а со тоа да се стимулира и поголемо производство. Што пак поголемо производство ќе значи помал увоз и поевтини производи за граѓаните дома. Зашто тоа не се случува, тоа треба да биде предмет на сериозна анализа. Има коментари дека земјоделците ненаменски ги трошат парите. Можеби анализа од тоа колкав дел од тие... Не, чекај маце, само да бидеме маце попрецизни. Прво, Сања Марковска ти благодарам што го финансираш Инфомакс. Миле Коцев ти благодарам и на тебе за донацијата за финансерите на Инфомакс. Една благодарност. Да бидеме попрецизни. Не се земјоделците тие кои што ги злоупотребуваат парите или не ги ставаат или не ги реинвестираат. Поединци, генерално големи бизнисмени, прават шеми со субвенциите. Значи, луѓе кои што работат бизниси, зимаат ниви од државата под закуп и ги пријавуваат тие ниви за да земат субвенции.
иако фактички на лице место ништо не се случува со нивите, они само ги пријавуваат демек еве имаме некоја култура засадено, дајте ни ги субвенциите. Тие луѓе ги злоупотребуваат субвенциите, не земјоделците. Вистинските земјоделци имаат реални трошоци, имаат реално планирано производство и кредити и што не, и они си ги планираат и субвенциите у нивните математики. А има голем број на такви луѓе кои што го злоупотребуваат системот на субвенции, земаат под закуп огромни површини, ги пријавуваат демек површини нешто имаат насадено и ги влечат само субвенциите. А инаку вистинските реалните земјоделци работат. Само што они се откажуваат кога ќе разберат или кога ќе видат дека некој си моќник ја направил оваа шема на нива до нивната, ништо не работа да зимаат поиш пари од нив. А овие се убиваат од работа и зимаат помалку пари. И луѓето се откажуваат и од тоа после. Се повлекуваат и од земјоделието и си бара чарето надвор.